сите и добродојавте во ново видео. За разлика од останатите видеа, ова видео на некој начин ќе биде како туторијал, значи не како влог, туку како туторијал, затоа што сакам да ви покажам, не сум од тие луѓе што ќе направат нешто и кои ќе го прашаат еј како го правиш ова, не кажувам, јас се чувам, јас како го правам, не, туку едноставно сакам да го споделам тоа со другите како ја го правам. Ова е за сите слики што ги ставам на Инстаграм. Ми пишавте дека ви се свиѓаат тие слики и сакам да ви кажам како ги правам. Значи, ова да го кажам не го сметам за толку професионален начин, затоа што има некои сериозни слики што ги работам со Photoshop на компјутер и тоа е друго. Ова се слики кои што ги ставам на Инстаграм, кои што сепак сакам да изгледаат добро, сакам да имаат одредена тежина во нив, сакам да имаат да се убави сликите на некој начин и сега ќе ви покажам што правам преку мојот телефон, значи само преку мојот телефон за тие слики да бидат како што ги гледате на Инстаграм. Така да сега ќе се префрлам на телефон и ќе гледате што правам од таму. Значи сега сум префрлен на мојот телефон и пред да почнам само да знаете дека за сите слики што ги правам ја користам оваа апликација, зборам за сликите на Инстаграм, ја користам оваа апликација, се вика VSCO или VSCO, позната кај нас во Скопје, така да симнете апликацијава и после тоа може да продолжите, ако го пратите туторијалот како што го пратите, а ако не, гледајте го само вака, без апликацијата. Значи, најпрво ќе отворите сликата која што сакате да ја монтирате, која што сакате да ја направите. За мене ова е оваа. Нарочно одбрав оваа затоа што оваа е една од сликите која што е направена со телефон. Значи не е направена со камера, тука е направена со телефон. И за да ја ставите во едиторот ќе стиснете на Share, VSCO, од тука ќе ја селектирате и сликата ја имате на VSCO. Пред да предам на филтри на такви работи, сакам да ја донесам најблиску што е можно до конечниот резултат преку другите алати кои што се овозможени на оваа апликација. Едно по едно јас ги поминувам овие, едно по едно одам како што е по мој вкус, како највеќе ми одговара, ама сега ќе ви дадам некои работи кои што на некој начин се како правила кога станува збор за фотографија и не се прифатливи другачие. Например, најпрво што сакам да направам е да ја исправам сликата со хоризонтот. Гледате како е сликана и со ова овдека можете точно да ја исправите. Хоризонтот за мене е ова. Сега веќе дава многу повеќе на сликата, веќе дава, одмак го купува гледачот на некој начин. Потоа сакам да одам во Exposure. Exposure на некој начин може да ја осветли или да ја намали светлината на сликата, ама не на некој начин да биде приметно тоа, туку природно да ја осветли или да ја намали. Осветлувањето на оваа слика е добро, така што тоа не сакам да го рачкам. Контрастот, секогаш контрастот на сликите малку го качувам нагоре, затоа што дава као посебна као длабочина на сликата. Така што ова е малку премногу, 1,5 беше супер. Ќе те погодам. Yes, окей. Задоволен сум со ова. Следно кое што јас сакам да го направам се highlights. Highlights се на некој начин високите светла на сликата. И ако ова го зголемам, тоа ќе ги намали високите светла. Гледате како горе као облаците едноставно се намалува светлината. Секогаш сакам ова, вака сум задоволен, секогаш да ги намали тие. Фала Windows. И потоа сакам да одам на Shadows. Shadows се сенките. Малку да ги зголеми сенките. Значи со ова ќе ги осветли деловите кои што се потемни. Ова е премногу, така да сакам малку помалку, тоа вака е одлично според мене. Бидејќи песокот е повеќе како сенка, вака ќе го освети малку песокот. Веќе сликата изгледа многу подобро неголи на почеток. Значи веќе изгледа многу поприродно. Бидејќи сите телефони и камери се различно толерантни на светлина и различно толерантни на бои, saturation ги контролира боите. Ако зголемам saturation, со тоа повеќе добива боја сликата. И ако го намалам, скроз ќе биде црно-бела. Малку ќе ги зголемам боите, сакам да ја донесам максимално до тоа кој што ми е конечниот резултат. И за мене тоа е ова. Следно кој што сакам да го додадам како ефект е вигнет, односно дава како зацрнети рабови кои што ја прават сликата многу по филмски
осет да има, многу подлабочина и даваат на сликата. Така што вака сум сосема задоволен, вака ќе го зачувам. И сега кога сум ја донел сликата која што е најблиску до кај што сакам да биде, следно што сакам да направам е, значи имате опција да ја оставите вака и да ја зачувате вака, но јас сакам да отидам во ефектите. И ефектите најчесто јас ги користам овие два ефекта, M3 и P5. И како што гледате што прават овие ефекти. И T1 понекогаш го користам, ма поретко. Али M3 и P5 се ефектите кои што јас ги користам. Или ако е црно-бела слика, еден од овие два, зависи како повеќе ви одговара со вашата слика, има и уште еден. Конкретно за оваа слика највеќе ми се допаѓа колоритот на ефектот M3 и ќе го одберам тој, затоа што P5 некако ја прави водата да е чудна, малце повеќе ги прави облаците што не ми се свиѓа. P5 повеќе го сакам за слики кои што се сликани во природа, кои што има повеќе зеленило, овдека има повеќе вода и затоа сакам M3. И никогаш не го оставам ефектот до крај, секогаш малку го намалувам. И кога ќе сум задоволен со едноставно конечниот резултат, бидејќи вака ќе оди на Инстаграм. Вака ќе оди на Инстаграм, не ги користам ништо од нивните алати, не викам дека се лоши, ама не ги имаат ефектите што ги сакам. Вака е сликата, вака е конечниот резултат за мене. Така да вака ќе зачувам и ја имате Save to Gallery, ја имате вашата слика. Тоа е тоа од ова видео, се надевам стварно дека ви се свигаше и се надевам дека ви помогна, затоа што знам дека доста од вас сакате да правите слики на Инстаграм и сакате воопшто да правите такви убави креативни слики, така да се надевам дека овој као туторијал ви помогна. Исто така сакам да направам видео за како да ги направите тие слики. Значи буквално да излезете надвор и да ги направите тие слики, без разлика дали со телефон или со апарат, или со камера, или со дигитрон, или со... Сакам да направам посебно видео и ќе ги оставам другите работи што ги имам да ги кажам за тоа видео. Се надам дека ви се свигаше видео, ако ви се свигаше обавезно ставете му лайк на видеото и ако немате ставено subscribe до сега, ставете subscribe. Исто така сите мои социјални мрежи ги имате во description, како Instagram, Facebook. Фала многу што гледавте видео, се гледаме утре со наредно видео. Поздрав!